Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Здравјето на граѓаните е најважно од се за сите, сем за лицемерните функционери и влада на СДСМ. Лицемерно е во време кога СДСМ ја губи поддршката од граѓаните и драстично паѓа на рейтинг анкетите, да измислуваат и поврзуваат непостоечки случаеви и скандали со ВМРО-ДПМН. Впрочем, реалноста е многу поразлична и реалноста е друга, односно не е она која што го говори СДСМ. Фирмата Екоклуб Битола е фирма која од владата на Заев и СДСМ земала над 130 милиони денари за само една година од институциите, само 2019 година, или тоа се над 60 склучени договори за тендери од државните институции. Ова е навистина импресивно. Нема човек во државава кој не знае дека секој еден тендер што се доделува директно е запознаен и одобрен од Зоран Заев или од некој негов близок во владата или во СДСМ. Тоа е едниот момент. Вториот момент е дека член и функционер на СДСМ, Драги Давчевски, предходните 2 години е еден од клучните директори во Дрисла, како и друг близок пријател на Зоран Заев од Струмица до пред половина година беше еден од клучните луѓе во италијанската компанија во Дрисла. Очигледни се намерите на Зоран Заев и владата личниот неуспех и личниот скандал да го префрлат на грбот на ВМРО-ДПМН, но за жал не им успеа. Граѓаните се свесни кој е виновен за целиот скандал и веќе ја знаат вистината за медицинскиот отпад. Каде е тука одговорноста и кога случајот ќе има разрешница? Залудни се дефокусирањата од страна на СДСМ и разрешница и одговорност мора да има што побрзо за овој случај. Очигледно, бизнисот на Заеви и на СДСМ е ставен пред здравјето на граѓаните. Благодарам, повелете прашања. Повелете. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев изјава за медиумите приучи дека околу законот за јавно обвинителство сите барања кои што досега во последните 2 години имате доставено како партија, сите били испочитувани и ставени во законот. Дали сите барања ставени според вас и дали ќе дадете поддршка? И второто прашање ми е околу предлог законот за измените во законот за игри на среќа. Ова е барање од партијници на дури пред неколку година, меѓутоа сега е изменето за тоа што се бара казината обложа оруците да бидат ограничени на населено место на 3 години. Дали ќе поддржите ваков закон? Ајде едно по едно прашање. Најпрво во однос за барањата, како што рекол Зоран Заев, во врска со законот за јавното обвинителство, дека биле исполнети сите до сега. Мислам дека ни самиот не се верува на тоа. Доволно е познато на јавноста преку нашите излагања, нашите пресконференции, дека не бе исполнети сите оние барања кои што ги баравме во преговорите, односно за белешки наши кои што ги доставувавме во однос на законот за јавно обвинителство. Да беа исполнети сите барања, до сега ќе имавме функционален закон за јавно обвинителство и голем дел од функционерите на СДСМ најверојатно ќе беа веќе и во судовите да одговараат за целиот криминал. Впрочем, и тоа беше намерата на Зоран Заев, да не ги прифатат сите барања за да нема функционален закон, односно да проба да пробие свој и да донесе свој закон каде што ќе се амнестира од целокупниот криминал и одговорност. Во однос на законот за јавното обвинителство, дали ќе го поддржиме, нашиот став е доволно познат. Единствено, некој кој што во моментов, и тоа е нашиот предлог, кој што треба и може да го направи тој закон, кога веќе Зоран Заев не сака ги прифати сите наши забелешки препораки, тоа е експертската јавност, веќе нормално и предложивме тим предложен од страна на председателот Мицкоски, така да напотеке Зоран Заев. Дали сака се донесе закон за јавно обвинителство кој што понатака ќе биде во корист на граѓаните и државата и нема да биде пречка за евроинтегративните процеси на Република Македонија, или да се обидува да ја силува демократијата во општество за да донесе закон кој што ќе го амнестира подоцна од криминалот, што верувајте дека по 12 април никако нема да се случи тоа. Во однос на вториот закон за игри на среќа, можам само да ви кажам дека во тек се анализи од страна на пратеничката група и утре во текот на утрешниот ден пред отпочнување на работата на собранието ќе биде
изнесен ставот од страна на претеничката група како ние ќе гласаме или ќе се однесуваме поднос на тоа прашање. Верувам дека денес во текот на денот или утре од сабајле веќе ќе бидат завршени анализите. Други прашања? Нема, благодарам.